Штип празнува 71 година слобода. Одлична прилика локалната самоуправа на граѓаните да им каже што за нив сработела меѓу два празника, особено во делот на стопанството. На Ежово брдо, без размислување, на првото барање на Синохидро, ја направивме, еве сега оваа година, почна да работи, најголемата асфалтна база во Македонија, која ќе произведува над 2000 тони за 8 часа. Technical Textiles, нашите штипини се обучува во Чехословачка и во Германија, веќе работи интензивно. А гледате колку е мокна нашата штипска индустрија, во смисол на нашето градежниство, актива веќе ја привршува фабриката Кондево, која се наоѓа во Тир зоната, и таа фабрика Кондево ќе работи, значи, електроудети. На листата на завршени проекти си асфалтирани 28 улици вредни 1,3 милиони евра, а на листата на идни проекти за Штип, кои ќе се прават со општинска визија и државна помош се... До Радовиш ќе се гради комплетно ново автопатско решение, и тоа ќе оди до 4 километар, значи од мостот на Брегалница, комплетно по нова делница. Во основното училиште Славе Карсов се прават одредени геомеханички испитувања, се испитуваат одредени хидроложки подлоги и наскоро ќе удриме камен темелник за изградба на училишна сала која фалеше во тоа училиште. Отиња ќе биде направена до јуни 2016 година. Идната година Брегалница треба да добие поширување на шеталиштето до село Стар Карорман. Денот на градот беше повод граѓаните и општината да им оддадат признание на оние кои за афирмација на Штип и за подобрување на условите за живот во него сториле многу. Лидија Коцева од Исар во главата има скица на целата водоводна линија во градот и го предводи тимот одговорен за водоснабдувањето на Штип. Ова е потврда дека мојата посветеност во работата, принципиелноста и мислам дека за овие години бев прилично правична. Сите овие години, доека луѓето зборуваа, јас знаев да слушам, меѓутоа и тие знаеат да слушат кога треба. Емил Павлов го прослави Штип со каратето. Голема е чест и задоволство да се биде добитник на ова големо признание. Во изминатиот период на најдобар можен начин ја афирмирав државата, а со тоа и градот Штип. Значи, постигнав големи резултати. Најпрво освоив европско злато за Македонија, кој досега немаше. Македонија е европски шампион во машка конкуренција во сениори. А Марија Емилија Кукубајска со пишаниот збор, кој кога вистински ќе биде кажан и разбран, станува огромен поттик за идни творештва. Секој добар збор е мотив, секоја акција или одлука што се однесува на нас, допира до нас, во таа взаемно со нас и народот, со нашето творештво и околината е интеграција и инспирација. Денешните одбележувања се дел од прославата по повод 8 ноември, денот на ослободувањето на Штип.